Реалниот девизен курс на денарот е зајакнат, а тоа се одразува на конкурентноста на економијата. Македонскиот извоз стана прескап за нашите трговски партнери, изјави новиот гувернер на Народната банка Трајко Славески. Вели ќе преземе мерки, но не прецизираше конкретно кои. Нема да има девалвација на денарот, курсот нема да се менува во флексибилен, останува фиксен, убедува Славески. Значи зајакнат е денарот за 5,4% во однос на сите трговски партнери, главните трговски партнери, а во однос на еврото, денарот има апрецирано цели 9%. Вие, претпоставам, затоа што мнозинството сте економски новини, знаете дека тоа значи губење на конкурентноста на македонската економија. Република Македонија станала поскапа за нашите трговски партнери, тоа го погодува извозот, посебно оние трудоинтензивните дејности. Според Славески, тоа е резултат на високата инфлација во земјава од ноември 2022 година до јануари годинава, двојно повисока од таа во еврозоната. Вели, разликата ќе се испегла ако земјава се врати на инфлација на ниво како таа во еврозоната, но не одговори дали и кои мерки ќе ги преземе Народната банка за стабилизирање на инфлацијата. На прашањето дали веднаш ќе биде воведен флексибилен девизен курс, Славески одговори дека тоа нема да се случи. Фиксниот девизен курс останува, дај Боже, во догледна иднина Република Македонија да стане членка на Европската унија и да го воведе еврото како национална валута. Според универзитетскиот професор Бранимир Јовановиќ, конкурентноста може да се подобри на два начини, преку пониски цени и квалитет. Пониски цени на извоз може да се постигнат преку девалвација и преку намалување на платите, но и двете би биле погубни за нас. Јовановиќ смета дека зборот девалвација треба да се избрише од македонскиот речник. Мислам дека е нонсенс да се тврди дека денарот е преценет и дека е нонсенс дека за да се подобри конкурентноста треба платите да се држат ниски или да не се покачуваат. Напротив, платите мора да растат и затоа што животниот стандард на граѓаните мора да се подобрува. Ќе кажам само еден индикатор тука. Просечната плата во Македонија е само 30% од европскиот просек, а цените во Македонија се 60% од европскиот просек. Цената на храната е уште повисока, 80% од европскиот просек. Новоизбраниот гувернер на Народната банка Трајко Славески по денешната свечена изјава рече дека Централната банка треба да се фокусира на трите основни цели, а тоа се ниска и стабилна инфлација, односно ценовна стабилност, финансиска стабилност и поддршка на политиките на владата.